Јас сум умно дете. Сакам кога прашувам, ново нешто откривам. Обиди се да одговориш на наредните 3 прашања. Прашање број 1. Како се вика инструментот што докторите го користат за слушање на срцето и белите дробови? А. Магнетоскоп. Б. Стетоскоп. И В. Отоскоп. Кој одговор е точен? Под А, под Б или под В? Точниот одговор е под Б. Стетоскоп. Браво! Прашање број 2. Како се вика личноста што врши истражување при кражби? А. Капетан. Б. Цариник. В. Полицаец. Што мислите? Точниот одговор е под В. Полицаец. Полицаецот спроведува анкета. Во случај на кражба, го испитува местото, бара докази, ги слуша жртвите и сведоците. Што е неговата мисија? Па, неговата мисија е да ги најде крадците. Под Б беше цариник, а тој не е дел од полицијата. Тој само ги следи движењата на стока и луѓе помеѓу држави. А под А, капетан, може да биде капетан на брод. Тој го води бродот и се грижи за безбедноста на патниците. Прашање број 3. Како се вика личноста што работи на поле? А. Каубоец. Б. Земјоделец. И под В. Молер. Што мислите? Точниот одговор е под Б. Земјоделец. Тој работи во фарма и сади, наводнува и ги одгледува и собира плодовите од своите полиња. Користи големи машини, како трактори, комбајни и други. Некогаш одгледува и животни, ги храни, се грижи за нив и ги продава животните и нивните малечки. А пак под А, каубоец е човек кој живеел во Американскиот Запад во 19 век и јавал конј и ги собирал кравите од пасиштата. А пак под В, молер е оној кој што ги бои и обработува ѕидовите во домовите и други згради. Колку точни одговори имаше? 1, 2. Сите точно ги одговори. Па, одлично. Значи, било многу лесно. Следи го и наредното видео на Умна дете. Довидување!